Odlaziš draga od mene ti, povtorno tažni osameni dni, povtorno bolka, povtorno taga, dušava pati po tebe draga. Веќе на 8-та година почнав да чувствувам, не разбирав многу, меѓутоа почнав да чувствувам дека ми фалат моите родители. Едноставно дека нешто ми фали. Меѓутоа, благодарејќи на мојата наставничка во домот, таа беше толку грижлива, еве ја поздравувам Ники, толку грижлива, беше 20 и нешто деца, за сите имаше разбирање, време, и таа ми беше како втора мајка. Таа наставничка мене уствари, или таа мајка да кажам втора, уствари мене ми го надокнади сето она што ми фалеше како родители. Работите во мојот живот идеа брзо и измешано, можам да кажам. Затоа и на многу работи ми треба време да се присетам. Меѓутоа, ете што да кажам, додека растев во домот, можам да кажам, имаше и убави и неубави работи. Ја ги памтам, за среќа моја, само убавите работи. Никола, 9 години имаш, одиш во училиште, колку татко ти твој ти помага во подготовката на домашните работи? Како ти е во училиште? Дали си се соочил со прашањето од твоите другарчиња која ти е мајка? Или каде е твојата мајка? Па, со тоа сум се соочил, еднаш мене еден другар ме праша дали ти воопште имаш мајка? И јас му кажав да, ама не кем да му кажам. Сега не кем да му кажам дека е почина таму. Да, може и подобро, затоа што детето не може да разбере. Да. Како ти е во училиште? Мене супер, добро, супер. Добивам петки, па имам понекогаш и четвртки, ама еже така. Па некогаш тројки. Целата сторија со Иван Усовски и неговиот син. Ке имате можност да ја гледате подоцна во ова издание на ТВ магазинот Трилинг. Навистина живееме во век на номадизам, на преселби, на миграции, па и самата сум јас емигрантка, нели, иако заминав доброволно од Македонија, односно причината беше љубов. Меѓутоа, секоја преселба е на некој начин еден крст кој што треба да се носи. Ниту една преселба не е лесна. Словенија е првата земја од поранешните југословенски републики која се приклучи кон Европската унија. Во почетокот на 90-тите години јас имав чувство дека нас не упфати една еуфорија, дека конечно сме независни, самостојни и дека нешто многу повеќе ќе направиме за Македонија отколку тоа што можеше да се направи во рамките на Југославија. Меѓутоа, како што децениите течеа и како што годините течат, ми се чини дека Македонија е се поназад од таа идеја да се приклучи кон европското семејство народи. И владата мора, кога ќе биде формирана, да биде проевропска и не смее да биде декларативно проевропска, туку мора задачите кои се за брзо пристапување кон Европската унија да ги заврши веднаш. Тоа јас очекувам убедлива победа на Стево Пендаровски. Кај симпатизери и избирачи ваши, па и генерално, превладува мислењето дека со владата, македонската влада раководи Мала Речиса. Не мислам дека раководи Мала Речиса со владата, мислам дека со владата раководеше СДСМ, негативните поени му се книжат на оној кој е основниот столб на владата, а тоа е СДСМ. Зошто се става тој етнички предзнак? Ние мора да излеземе од овој лонец во кој државата врие веќе 30 на години. Единствен матичен број. Предпоставам секој го знае како код на личниот идентитет. Но кога бројката се претвара во судбоносна историја, тогаш се соочувате со семејното стебло, со автоанализа, кој сте, каде сте, зошто секој потеклото го одбира и го наоѓа во вистинска драма на поединецот, но и во општеството.
Единствен матичен број. Не мора да го барате само во полицијата, туку и во регистарот на дилеми дали и зошто постоиме. Читателски, но и личните провокации можете да ги пронајдете и во истоимениот роман на годината во Македонија. Лауреатот Лидија Димковска во ово издание на Трилинг. Добро дојдовте, ви благодарам што издвоите време, непосредно пред да си заминете повторно во Словенија. Благодарам, добро ме најдов. Велите романот е документаристика што се откривате во бракот на една македонка и грк. И што е она што ве испровоцира да пишувате за еден ваков роман? Па инспирацијата ја носев со години од мојата прва посета на Кипар, кога всушност сватив што се поминал тој народ таму со инвазијата од 1974 година и што се случило и што можело потенцијално да се случи со луѓето кои што живееле таму, и грците, меѓутоа и турците. И не знам, ми се роди таа идеја да напишам еден роман за една македонка која што запознала еден таков човек, грк од Кипар. Тој дошол во Македонија, односно во тогашна Југославија, и да го следам неговиот, односно нивниот живот низ премрежјата и на Југославија и на Македонија, меѓутоа пред се на нивната лична определба да живеат во Скопје, да имаат 2 деца, а сепак тој брак да не функционира како што треба, па и целото семејство. И преку тоа дисфункционално семејство, всушност да прикажаме една приказна која што е можна веројатна и ден денес, и не само во Македонија, туку и во светски рамки. И секако да го преиспитам прашањето за идентитетот, за единствениот матичен број, кој што Никос од Кипар го нема во неговата татковина, меѓутоа го добива кога се преселува во Скопје, во Македонија и во тогашна Југославија, и да го поставам прашањето дали постоиш во вистинска смисла на зборот, но исто така и во метафизичка смисла на зборот, тогаш кога имаш МБГ. Зошто трагавте и главната преокупација ви беше екзодусот? Ние во последниве години сведоци сме поточно на перманентно иселување, на тренд на заминување или преселба на народите. Така. Навистина живееме во век на номадизам, на преселби, на миграции, па и самата сум јас емигрантка, нели, иако заминав доброволно од Македонија, односно причината беше љубов. Меѓутоа, секоја преселба е на некој начин еден крст кој што треба да се носи. Ниту една преселба не е лесна, а особено ако е тоа преселба од политички, од воени причини. Значи, Никос Аврам бега всушност од Вароша, која што и ден денес е затворен, односно мртов град во кој што времето е застанато, просторот е таков како што бил уште во 74 година, без можност нешто да се промени, односно тоа е една руина од време и од простор. И тој бега во 74 година од таму, доаѓа во Македонија, се здобива со една нова не татковина, но земја во која што ќе живее, а сепак ни тука не се наоѓа себе си. И си го поставува прашањето, односно бара излез во она што ние го познаваме како фолклорен па и национален идиом, човек да фати пустелија. И мене ме инспирираше всушност и тој идиом кој што често пати го слуша во текот на моето детство во Македонија, и сакав да дознам каде би можел еден бегалец од Кипар во Македонија уште еднаш нели да побегне, односно да фати пустелија или да се избави од тоа што мислел дека ќе биде негов дом, негов нов живот. Димковска, секој оној кој заминал од сопствената држава и се преселил во некоја друга земја, секогаш и најчесто е странец или тугинец. Кои се мотивите според вас? Што е она што најчесто нашите, македонските граѓани ги тера да купат билет во еден правец? Па во последните децении, во децениите на транзицијата која никако да заврши нели во нашата држава, всушност тоа е секако бедата и сиромаштијата. Едноставно неможноста да се остане овде и да се работи тоа што се сака, за тоа што си студирал, што си учел, што си издвоил години. Па јас самата кога завршив факултет, иако со висок просек, не ме чекаше ниту едно работно место во Македонија.
Така што решив да заменам прво во Романија, каде што докторирав, а потоа оттаму во Словенија. Значи, мојата причина можеби не беше толку од материјален и економски видик. Јас сакав да ги проширам своите знаења. Мене светот ми е татковина на некој начин. Јас навистина верувам во тоа дека космополитизмот може да биде една идеологија во која што јас навистина верувам. И тоа е мојата единствена идеологија. Но секако многумина заминуваат од многу побанални причини, барајќи ја среќата на животот или не знам материјалните добра или едноставно да се спасат од нешто што не представува живот, туку само некоја елементарна живеачка, односно екзистенцијална потреба да се има малку повеќе, да се живее подостоинствено. Академик Влада Урошевиќ на промоцијата го апострофира значењето на зборот пустелија и посебно го истакнува моралното значење на вашиот синоним за поединечната, но и цивилизацијска голгота во брановите на екзодусот. Има ли лек? Има ли начин како да ставиме крај на ова перманентно заминување од дома? Јас би сакала да верувам дека има. Па сигурно има. Мислам, Македонија е толку мала земја. Јас навистина се чудам и се прашувам како не можеме да го организираме ова мало парче земја со подобри услови за живот, со подобри услови за работа, за да не морат младите кои што всушност тука завршуваат, кои што тука студираат, да не мораат да заминат во светот и да си ја бараат среќата. Јас мислам дека не е потребно многу, но потребна е добра волја, потребна е добра политика која што ние ја немаме со децении. Потребен е еден друг поинаков став кон себе си. Знаете, ние секогаш проблемите ги бараме надвор од нас. Мислиме дека се некој друг ни е виновен за нешто. Меѓутоа, треба сами себе си да се запрашаме. Што можеме ние лично да направиме? Лидија Димковска, писател со 4 романи и 7 престижни поетски збирки. Таа е лауреат на Струшките вечери на поезијата, потоа за поезијата е наградена и во Германија и Романија, за проза 2 пати со наградата за Стале Попов. Завршивте студии на компаративна книжевност во Скопје, но 2 децении живеете во Словенија, поточно во Љубљана. Словенија е првата земја од поранешните југословенски републики која се приклучи кон Европската унија. Каде е Македонија денес? Во компарација или во споредба со сите овие поранешни јудржави? Добро прашање, навистина. Во почетокот на 90-тите години јас имав чувство дека нас не опфати една еуфорија, дека конечно сме независни, самостојни и дека нешто многу повеќе ќе направиме за Македонија отколку тоа што можеше да се направи во рамките на Југославија. Меѓутоа, како што децениите течеа и како што годините течат, ми се чини дека Македонија е се поназад од таа идеја да се приклучи кон европското семејство народи, да направи нешто повеќе за својот народ. Тоа е многу важно, да направи нешто за својот народ. Во Словенија во таа смисла навистина излезе победник, излезе херој, бидејќи исто толку е мала како Македонија. Со исто толку мал во наводници јазик, нели, кој што не може кој знае колку да просперира во светот на културата, баш во светски рамки. Меѓутоа, таму луѓето некако, не знам, се поорганизирани, подисциплинирани. Секако, во секој систем, знаете, има многу дупки. Меѓутоа, ако не живеете во некој систем, не го познавате и го идеализирате на некој начин. Јас денес не можам да го идеализирам словеничкиот систем, бидејќи живеам во него и ги знам и неговите аномалии. Меѓутоа, однадвор, сепак гледано, Словенија е далеку понапред, нели, и всушност ги има сите оние бенефиции од Европската унија кои што би можела да ги има и Македонија, за жал ги нема. Што е за вас патриотизам? Апсолутно не национализам. Патриотизам за мене е всушност да ја сакам татковината толку многу што можам да ја критикувам и да ја гледам однадвор, од некаква дистанца и да знам како можам да ја помогнам и едноставно да се чувствувам фрустрирана кога не можам тоа да го направам. Јас не верувам во патриотизмот кој што нам денес, сега и овде ни се продава,
кој всушност е еден вид национализам. Не верувам во патриотизам на химни, знамиња и така натаму. Верувам во еден многу подлабок патриотизам, а тоа е да се биде човек. И кога сте вие човек, кога сте вие вистинско човечко битие со сите доблести и вредности, тогаш и вашата земја ќе биде таква. Јас мислам дека на Македонија и недостасуваат луѓе кои што ќе ја сакаат на таков начин Македонија. Меѓутоа, треба да не заборавиме и дека политичкиот систем во Македонија всушност не ја сака Македонија. Јас мислам дека политичкиот систем е всушност најголемиот непријател на Македонија. Велите дека дистанцата ви дава слобода. Можам да напишам се што ќе замислам. Зарем писателите во Македонија се заробеници? Не, апсолутно не. Меѓутоа, кога живеете во некој простор, како што јас сега, например, живеам во Словенија, мене таму се ми е многу блиско. Јас не можам да седнам и да пишувам, не знам, за некое семејство од Словенија, бидејќи ми се чини дека ги гледам од премногу блиска перспектива. Едноставно немам некаков видеокруг на поширока перспектива. А јас Македонија сега можам така да ја гледам и едноставно да се замислам секакви можни приказни. Јас мислам дека македонскиот писател, македонската писателка има максималната слобода на мислата и на говорот. Меѓутоа, мислам дека од екзистенцијални причини понекогаш едноставно ја нема слободата на сопственото време. Треба да се има и време за да се пишува. А ако сте постојано изложени на грижи за тоа дали денес ќе имате за вашите деца, дали ќе ги прехраните, дали ќе можете вие нешто да направите, тогаш во една таква стресна состојба, секако која што може да биде инспиративна за книжевноста, но ако го немате потребното време, вие и не можете да се посветите на пишувањето. Што е за вас разликата во патриотската реторика Словенија, дежела, моја, и Македонија е се што имаме, како што ни остави аманет првиот председател Кирил Глигоров? Знаете, јас не верувам во вакви работи. Ова се за мене флоскули. Не верувам во тоа дека една земја толку многу може да се сака што човек да се поистовети со неа. Јас секоја земја што ќе ја посетам станува на некој начин моја земја. Мене Македонија ми е македонскиот јазик. Тоа е јазикот кој што јас го избрав после 30 години отсуство од Македонија да пишувам на тој јазик. Мене тоа ми е татковината, македонскиот јазик. Македонија како земја може да биде и доста фиктивна, нели, фиктивно нешто, односно што е тоа Македонија? Македонија е земјата во која што јас се родив, израснав, јазикот на кој што пишувам. Македонија е моето семејство кое што живее тука, моите пријатели, така натаму, но не повеќе од тоа, знаете, не е она што ни го пропагираат идеологиите, што ни го нудат медиумите и така натаму. Македонија е всушност нешто многу лично. Како вие ги доживувате коментарите? Ни го оспоруваат македонскиот јазик, се обидуваат да не обезличат, идентитетот ни го проблематизираат. Колку е тоа реално или станува збор за билдање на националистичката и патриотска нитка кај македонскиот граѓанин? И едното и другото ги има во сето тоа. Второто го има многу повеќе, она што го рековте дека навистина ни го билдаат, нели, и секојдневието со такви изјави. Знаете, јас имам досега на бугарски јазик преведени 4 книги. Значи многу често гостувам во Бугарија. Имам таму преведувач на моите романи и препејувачка на мојата поезија. И единствен матичен број исто така ќе биде преведен на бугарски. Ниту еднаш во ниту едно интервју во Бугарија никој не ми рекол, ама вие пишувате на нашиот јазик. Значи јас имам таму преведувачи, имам препејувачи, имам издавачка куќа која што ме објавува и едноставно ме третираат како секој странски автор кој што ќе дојде во Бугарија да гостува. Значи моето искуство со Бугарија е такво. Не знам, со Грција сега излезе Резервен живот на грчки јазик. И со издавачот едноставно се договоривме во мојата библиографија да остане тоа дека јас сум родена во Македонија. И во романот таму каде што се спомнува Македонија, тоа не е преведено во Северна Македонија. Си стои Македонија. Значи, сакам да кажам дека оние кругови кои што се занимаваат со уметност, со култура, оние нормални луѓе, бидејќи секаде има и нормални и малку поненормални,
Тие немаат проблем со нашиот идентитет. Тие немаат проблем со мене како писателка, која што пишува на македонски јазик, живее во Словенија и така натаму. Кој ги создава тогаш овие бариери на постојано натегање или меѓусебно конфронтирање, еве на релација Скопје-Софија? Политичарите? Политичарите и простите народни маси. За жал, јас не можам да ги идеализирам нашите народи. Нели, во секој народ има и многу една проста маса од луѓе на кои што ништо не им е важно освен сплетки, интриги, заговори и така натаму. Тоа особено дојде до израз за време на ковидот, нели? Така што тоа го има во секој народ. Го има и во словенечкиот, и во грчкиот, и во бугарскиот, и секако во македонскиот. И кога еден таков народ ќе испили политичари кои што нели излегле од јас не велам проста маса за луѓе кои што не се образовани, апсолутно не. Може да имате и докторат, па да припаѓате на таа категорија, која што идеологизира, која што се занимава со беден патриотизам, односно национализам, која што мрази други, нели, која што не признава малцинства и така натаму. Значи тоа го има во секој народ, во секоја држава. Малку или повеќе излегува на видело. Јас мислам дека таквите луѓе, иако има политичари од таков ранг, ги прават тие разлики меѓу нас и ни создаваат непотребни проблеми. Непотребни. Господја Димковска, на крајот, што би било мотив за вас после 2 децении од Словенија, да речете, доста е, тука и да се вратам во Македонија? Евентуално, ако ќерка ми рече дека сака да живее во Македонија, таа е двојазична, многу ја сака Македонија, односно сето она што и се случува тука кога доаѓаме, тогаш можеби ќе се решам да се вратам. Благодарам за гостувањето и за интервјуто, ви посакувам среќен пат во Словенија и уште еднашка честитки за Роман на годината. Благодарам. Тоа беше интервјуто со Лидија Димковска, која оваа година е добитник на Роман на годината со романот Единствен матичен број. Следите, Трилинг, СДСМ и ВМРО ДПМН најавуваат победи на престојните двојни избори. И едните и другите се убедени дека ќе ја добијат поддршката од граѓаните. Овој викенд СДСМ е на Конгрес. Ќе ги обелодени имињата кои ќе бидат носители на 6 изборни единици. Но, што не очекува во престојната изборна кампања? Во ова издание на Трилинг соговорник е Андреј Петров. Господин Петров, станавте дел од потесното раководство на СДСМ на покана на Ковачевски, актуелниот лидер на СДСМ, но во подготовките за изборите влеговте со слоган повеќе за сите, па водевте владина кампања со трибини низ градовите Ние сме Европа, меѓутоа не успеавте да го формирате тој Европски фронт и широка коалиција предизборна СДСМ ДУИ. Дали тоа е резултат на политичко разединување меѓу Ковачевски и Ахмети и дали со ваквиот настап всушност стеснува просторот на се уште актуелната владеачка гарнитура за победа на престојните избори? Да, прво благодарам на поканата што ме поканивте. Да, ние водевме една активност и всушност поканата беше отворена од СДСМ за сите. Како што стојат сега работите, ќе имаме неколку европски фронта, фрагментирани, што моето мислење е дека сепак Донтовиот модел во Македонија е таков да акумулацијата на гласовите секогаш дава предност на широките и на големи коалиции, меѓутоа за такво нешто да се случи, треба сите политички партии кои во тоа би влегле, во тоа сакаат да учествуваат. Колку што јас сега гледам, таква спремност нема и СДСМ ќе оди исто така со еден голем блок на партии со кои ќе влезе во коалиција. Од другата страна гледам дека се обидуваат и дури да направат коалиција со остатокот од албанските партии кои не се водел на опозиционите албански партии. Ќе видиме како тоа на крај сето ќе изгледа, меѓутоа во секој случај она што е битно е дека како и да биде разврската, Македонија време за губење нема и владата мора, кога ќе биде формирана, да биде проевропска и не смее да биде декларативно проевропска, туку мора задачите кои се за брзо пристапување кон Европската унија да ги заврши веднаш.
Петров, СДСМ на последните сондажи покажува дека има опозицијски рейтинг. Дали падот на популарноста на партијата е резултат пред се поради попустливоста кон Бугарија и помалку индиферентниот однос кон ДУИ? Па не мислам дека рейтингот опозицијски, можам да кажам бидејќи сум бил секогаш реален, дека логично е опозицијата после 8 години во опозиција да има една предност која дава долготрајното владење. Голем дел од луѓето, некои не сте му завршиле работа, некои од луѓето со тек на време се разочаруваат и тоа е кумулација на различни фактори. Дел од луѓето во власта ја злоупотребуваат власта, во секоја власт, и тие треба да се санкционираат. Меѓутоа, генерално се работи за една ситуација кај што точно е дека опозицијата поединечно, ако гледаме, може да има поголема поддршка, меѓутоа коалициониот потенцијал кој го има СДСМ е многу поголем од коалициониот потенцијал на ВМРО-ДПМН. И мислам дека тоа ќе му донесе предност на изборите, особено ќе му донесе предност во вториот круг на претседателските избори, каде што јас очекувам убедлива победа на Стево Пендаровски. На затворен состанок, според мои информации, дел од раководството на СДСМ предочило дека кај симпатизери и избирачи, ваши, па и генерално, превладува мислењето дека со владата, македонската влада, раководи Мала Речиса. Не мислам дека раководи Мала Речиса со владата, мислам дека со владата раководеше СДСМ, дел од таа владина коалиција беше ДУИ. Секаде, како што ви кажав, дека ги има во СДСМ, ги има и во ДУИ функционери кои веројатно имаат потреба да иритираат, за да бидат во центарот на вниманието и заради тоа негативните поени му се книжат на оној кој е основниот столб на владата, а тоа е СДСМ. Меѓутоа, за сите клучни одлуки кои биле без грешка, НАТО интеграцијата, пристапувањето кон Европската унија, главниот мотор на таа цела активност бил СДСМ и премиерите во владите на СДСМ. И после 20 години од подпишувањето на рамковниот договор, последниот период се става акцент на етничкиот предзнак. Се бара председател албанец, се форсира идејата за премиер албанец, се заговара промена на изборот на модел на идниот шеф на државата во собранието со идеја, освен председател, да има и заменик председател кој би бил албанец. Зошто се става тој етнички предзнак? Во право сте, ние мора да излеземе од овој лонец во кој државата врие веќе 30 на години и мислам дека единствениот начин како да излеземе е што побрзо да го завршиме ова пристапување кон Европската унија и да не правиме извинувања во неактивноста за спроведување на тие политики со смешни оправдувања од типот дали ќе влезеле, не знам, бугарите, хрватите, што некој во уставот со некои работи кои се тотално неважни, ни малку не го оштетуваат ниту македонскиот идентитет, ниту македонскиот јазик, а на државата, на граѓаните, на младите луѓе, ќе им донесат многу, ќе им донесат можност да се чувствуваат горди, затоа што, знаете како, многу помалку гордо е да имате 150.000 луѓе кои ви отишле и ви земале бугарско државјанство, водени од екзистенционални причини, јас тоа го разбирам, заради тоа што се чувствувале безперспективно тука, оттолку државата со минимална отстапка да стане членка на Европската унија. Така ќе се надминат и овие национализми за кои вие зборувате, кои всушност се хранат од статус кво позицијата во државата. И сакајќи да добијат што повеќе гласачи, тие играат на национална карта. Националната карта никогаш не донела добро националистичката карта на ниедна земја и мислам дека со текот на времето тоа полека ќе исчезнува, но се уште сме далеко како што гледаме сега. Јас сум лично против сите тие најави дека не е битно дали председателот ќе биде од која етничка припадност ќе биде, битно е каков е председателот, дали е тој чесен, дали е тој вреден, дали е човек што ужива углед во меѓународната заедница, а не дали е македонец или е албанец, и тоа мислам дека треба да го имаме сите предвид. Демократски е да се избира од граѓаните и не сметам дека е лош моделот кој е направен и е направен
и покрај тоа што првиот мандат на претседателот прв на Република Македонија Киро Глигоров беше во парламентот. Па потоа го променивме вака да го избираат граѓаните, има поголем Добро, по изборот на Киро Глигоров заменик претседател беше да, во Лјупчо првиот Георгиевски. мандат. И потоа со тој демократски капацитет што го даваат граѓаните, претседателот функционира на начин на кој покажа Стево Пендаровски дека може да се функционира, па да им вратиш дел од законите дури и на твоите. Дали овој ваш став последен всушност е и причина за воздржаноста на СДСМ да се изјасни категорично во однос на иницијативата и барањето на Дуи идниот претседател да се избира во законодавниот дом? Па јас мислам дека СДСМ имаше став дека СДСМ смета дека претседателот треба да се бира на начин како што се бира до сега. Господин Петров, може ли да се случи во вториот мандат Пендаровски, во вториот круг, поточно во вториот изборен круг, Пендаровски да не успее да добие поддршка, поточно да не се исполни потребниот цензус, можеби поради една помалку политика на обид за бойкот? Не мислам дека тоа е можно заради тоа што да речеме за албанците во Македонија, ако ги гледате анкетите, нема подобар кандидат за кој би го посакувале како претседател од Стево Пендаровски. Меѓутоа, последните сондажи покажува дека кандидатот на ВМРО ДПМН Силјановска е речиси 10% во предност во однос на Пендаровски. Не мислам дека е тоа точно. Оние анкети релевантни кои јас ги имам гледано покажуваат дека разликата е 3% помеѓу двата кандидати во првиот круг во корист на Силјановска, тоа е точно. И ако видите дека таа предност која има секојаш еден од кандидатите никогаш не може во цело 100% да ја постигне. Но очигледно е дека членството во НАТО, например, не е доволен стимул за граѓаните, а при тоа расте незадоволството од начинот и политиките на актуелната власт. Без разлика што, например, има покачување на платите, пензиите, сепак има социјално незадоволство, апропо, например, растот на цените. Функционерите им беа замрзнати платите 13 години, не им се покачени. Одмрзнувањето на платите практично им го искалкулира се она што во претходниот период требало, како и на сите други граѓани, да им биде вкалкулирано. Не мислам дека министер за финансии треба да има 1000 евра плата. Тоа е срамот. Вие не можете мајстор за во фирма да најдете што ќе има 1000 евра плата. Мислам дека претседателот на државата не треба да биде во ситуација да го понижиме или премиерот или било кој со ниски примања во стилот тоа е популизам за народот да биде задоволен бидејќи е тешка живеачката. Овој народ сака премиер, председател, министри кои ќе бидат солидно платени во рамки на можностите на државата, меѓутоа кои ќе бидат честни и нема да крадат. Државата чини и ние треба да сме свесни дека ако сакаме добра држава, треба да имаме квалитетни луѓе на функции. Вака квалитетните луѓе не се нафаќаат на функции, заради тоа што не се стимулирани да бидат дел од извршна власт, си имаат своји професии, работат добро во нив. Зошто би го вложиле своето знаење и својот труд, ако некој ги подценува на таков начин? Така да мислам дека тоа е нешто што треба да се земе исто предвид. Реално се зголеми многу и минималната плата и просечната плата. Никој не веруваше дека таа ќе отиде толку високо. Да ние сега зборуваме дека СДСМ за последниот мандат најавува дека ќе биде 1000 евра, што е реалистично, бидејќи не веруваа дека ќе биде и 600 евра, па сега тоа испадна дека е возможно. Но се сложувам со вас дека голем дел од народот живее тешко заради тоа што не беше тоа доволно за да можеме да кажеме дека обезбедивме едно општество како што сакаме да биде. Меѓутоа дека направивме исчекор напред. Од времето на владите на Никола Груевски, која беше 8000 денари минималната плата. Кога на пензионерите по 500 денари им даваа пред избори за да бидат среќни, сега само за година дена скоро 30%. Тоа е нешто што мислам дека не можел да го претпостави никој, но се сложувам дека живеачката е тешка бидејќи тежок е амбиентот. Добро, ако владата релативно добро се справила со економската, со енергетската криза, здравствена, зошто не успеавте да профитирате, да ги придобиете симпатиите на граѓаните? Тоа не е се што на граѓаните им треба. Граѓаните сакаат перспектива. Перспективата не е одмрзната и покрај тоа што НАТО значеше многу
НАТО значеше многу и значи многу, тоа го гледаме сега во овие воени услови, и тоа не е доволно. Мора да одиме храбро напред во Европска унија. Не успеа тоа да се заврши. Втора работа што исто така треба да се земе предвид е дека голем дел од луѓето отидоа надвор. Ние мора да ги задржиме овие што се останат и тука, да и тие не помислат да одат надвор од земјата за да има кој да работи, бидејќи во голем дел од професиите вие веќе немате извршители на функциите кои да работат. И она што и претходно го спомнавме, рак рана на општеството е корупцијата која ние не можеме да ја сузбиеме без консензус. Консензус е неопходен. Следите трин гостин во емисијата Андреј Петров, член на извршниот одбор на СДСМ, поранешен генерален секретар на партијата. Господин Петров, Стејт департментот продолжува со ширење на црната листа. Новите имења се Стефче Екимовски и поранешната специјална обвинителка Јанева. Во периодот на владење на оваа гарнитура, неказнивоста и корупцијата има тренд постојано на раст. Да, ве разбирам, меѓутоа ако да речеме дел од овие одлуки не се однесуваат за сторени дела во овој мандат на СДСМ, се однесуваат за претходен период. Ако видите да речеме кај еден од луѓето што сега Стејт департмент ги става на листа, се однесуваат за период претходен во време на владењето на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа како идеја јас сакам неколку работи да кажам. Прво дека неспорен факт е дека наш стратешки партнер е се Соединетите Американски држави. Имаме договор за стратешко партнерство. Неспорен факт е дека Соединетите Американски држави се главниот лобист за членството на Македонија во НАТО кој се случи и главниот лобист кој сака Македонија по секоја цена да ја внесе во Европска унија и покрај тоа што дури ние самите понекогаш сме дезориентирани и точно не знаеме што сакаме. Бидејќи имаме активна обструкција од натре, од опозицијата од ВМРО-ДПМН кој е тотално бесмислено, само за да се дојде на власт. Ке видиме времето што ќе покаже. Значи, неспорен е фактот дека тие имаат добра намера за македонското општество. Од денешна временски агол, не мислите дека можеби направивте погрешен чекор со одлуката за измени на кривичниот законник? Мислам дека За старија дел од делата од преслушување. Видете, сакам да кажам само што ќе ви кажам, мислам јас ве разбирам и се сложувам во голем дел од вас, само сакам да кажам уште една работа дека во Америка што е врвно демократско општество, постои нешто што се нарекува презумпција на невиност. И дека секој додека не се докаже со судска одлука дека е виновен, е невин. И ние не можеме да ги стигматизираме луѓето веднаш само заради тоа што се нашле, не знам, или на црна листа или имаат одредени пријави, тоа треба во судска постапка да се докаже. Меѓутоа проблемот е во она што вие го допирате и со прашањето каков е квалитетот на судскиот систем во државата и тој е еден од најлошо оценетите во сите анкети. Мислам дека дел од потезите што се направија, независно од намерите што ги имале, например, одлуките кои се во сегашниот кривичен законник во измените ги има и во голем дел земји од западноевропските земји. Дури големи земји како Германија и така натаму ги немаат тие членови кои кај нас беа избришани. И тоа начинот на кој се направи тоа не мислам дека е добар. Мислам дека требаше да има многу поголема јавна дебата. Не сметам дека треба дека начинот на кој тоа беше донесено во времето на Никола Груевски беше исправен, зашто беше донесен за да се ловат политички вештерки. Разбирате, да можете било кој без доволен доказ, само врз база на некакво хипотетичко сомневање, да го малтретираат. И тоа се покажа потоа и во низа одлуки, дури на меѓународни судови, дека беше така, дека тие работи не беа како што треба, но во општеството се стекна еден впечаток дека тоа се прави за функционерите и покрај тоа што најголем дел од ВМРО-ДПМН беа тие, ако земете статистички, на кои им застареа делата, дека тоа се прави за функционерите да не одговараат. Не мислам дека е така, но во секоја сфера мислам дека почитувањето на фелата, почитувањето на ставот на стручната јавност е нешто што мора да се респектира, а стручната јавност беше неподелено против ваквиот начин на наменување на кривичниот законник и јас немам ништо друго што да кажам освен дека веројатно тие што многу повеќе знаат од нас се во право и веројатно затоа дел од тие политички грешки се плаќаат. Господин Петров, кога Тито Петковски одлучи да ја напушти
СДСМ и да ја формира НСДП, му се отвори патот на Никола Груевски да формира влада. Откако Максим Димитриевски замина од Бихачка, дали сега се отвара патот? Знам да му овозможи на Мицковски и на ВМРО ДПМН поедноставно, побрзо да стигне до потребната поддршка да формираат влада. Па дали ние ќе заминеме во опозиција или ќе останеме во власта, на крај ќе одлучат граѓаните на избори, ама не мислам дека клучен некаков фактор во тоа ќе биде знам како партија. Сепак форматот на Тито Петковски и неговиот габарит како личност и она што било претходно во и историјата негова во СДСМ, ако сакате, и сето тоа му даваше многу поголема политичка тежина и она што потоа го видовме дека без разлика што тој влезе во владата на Никола Груевски, после 2 години беше избркано таму. Набркани беа буквално, па повторно се вратија во системот од кој потекна, заради тоа што се покажа дека десницата има една особина, кога е слаба, она гледа да ги абсорбира сите тие помали партии, за да може да ја оствари својата цел, заради недостатокот на коалиционен потенцијал да дојде на власт, а потоа тие практично се како статисти во нивниот филм и излегуваат во првата следна ролја, веќе не се таму каде што биле. Бевте генсек во времето на Бранко Црвенковски. Каква е политичката тежина на Црвенковски денес, кој впрочем пред неколку години, после настапот негов во Македонската академија на науки и уметности и по интервјуто на тогашниот лидер и премиер Заев за БГНЕС, одлучи да го замрзне своето членство во СДСМ и категорично да рече дека е против политиките на тогашното раководство кое го предводеше Заев. Наспроти него, тогаш, на страна на Заев застана Шекеринска и Бучковски. Она што беше евидентно е дека во тоа посочено интервју, јас сум ги тие работи критикувал и јавно, имаше дел од работи кои беа неточни. Беа кажани, беа неточни и мислам дека тие после тоа имаа консеквенции кои следа во периодот по тоа кој настана промени на раководството, каде што дојде Димитар Ковачевски за председател на СДСМ и за премиер и така натаму. Јас можам да кажам дека моето мислење било од секогаш дека ние со бугарите сме два посебни народи, дека не сме исти народ и дека бугарите никогаш не биле администратори во оваа земја, туку во тој период биле окупатори. Тоа е нешто што историјата го евидентирала, ние сите кои релевантни историчари во светот знаат дека тоа беше така. Така да имаше во тој интервју грешки кои го поттикнале Црвенковски да реагира така како што реагираше и да го замрзне своето членство и до тој дел за мене тоа е нешто што не можам да кажам ништо спротивно од тоа што тој го кажал. Зашто и потоа кога веќе се промени раководството и кога настана една ситуација каде што реално голем дел од тие ставови се модифицира визави, ако гледате македонскиот јазик е дел од официјалните јазици на Европската Унија, ако видиме дека договорот Фронтекс го подпишавме на македонски јазик и дека тоа е всушност етаблирање, на некој начин анкерирање на македонската државност, зошто и покрај тоа не се дава сигнал или поддршка на сегашното раководство со Ковачевски, тоа е прашање на кој јас не би можел да одговорам, треба тој лично да го одговори и мислам дека сите треба да сватиме дека Македонија изгуби доста време и дека време за калкулација од типот ајде да видиме сега што ќе биде, па да чекаме што ќе биде утре, не ни носат ништо добро, дека мора да ги забрзаме активностите, да ги запалиме моторите на најако и сите сили и од левицата и од десницата да ги ставиме во погон да што побрзо станеме членка на Европската Унија. При тоа само на тој начин ќе покажеме дека трудот што го вложиле своевремено и Глигоров и Црвенковски, кои во одредени фази на македонската држава и градење на државноста се нешто што го респектираме. Инаку вака ако останеме статус кво ситуација и да чекаме, ние чекањето сме го виделе како изгледа. Треба храбри потези, како што беше членството во НАТО. Тоа е храбар потек и тука треба респект и за Заев и за целата таа екипа што тоа го изведе и за Шекеринска и за сите оние кои беа активни учесници во тој дел. Меѓутоа не треба потези кои можат да остават, да кажам,
чувство кај македонците како народ дека нешто правиме на сметка на нашите интереси. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Следвате интервју со Андреј Петров, член на извршниот одбор на СДСМ и поранешен генерален секретар на партијата. Израснал во згрижувачко семејство. Во еден период од детството бил дел од домот за деца без родители 11 октомври. Бил принуден да смени неколку работни професии, се со цел да преживее. Бил оставен од неговата мајка, но на речиси 19 години, кога одлучил да замине во војска, го имал и првиот контакт со неговата мајка. Денеска има 46 години. Бил во брак, но неговата сопруга, ненадено, поточно по долга битка со ракот, починала. Во бракот со Ангела има дете, 9-годишниот Никола. И во еден негово интервју ќе каже, никогаш немаше да помислам, ниту ќе помислев дека моето дете Никола ќе остане без неговата мајка. Добре дое за Иван Усовски. Добро ве најдов. Поздрав за гледачите на вашата емисија. Иван, што значи и низ какви се предизвици се соочи во своето детство додека беше во домот за деца без родители и во згрижувачкото семејство? И кога првпат всушност свати дека си оставен од твоите родители, поточно од твојата мајка, бидејќи воопшто и не си имал можност да го запознаеш твојот татко? Да. Па вака, јас веќе на 8-та година почнав да чувствувам, не разбирав многу, меѓутоа почнав да чувствувам дека ми фалат моите родители. Едноставно дека нешто ми фали. Меѓутоа, благодарејќи на мојата наставничка во домот, таа беше толку грижлива, еве ја поздравувам Ники, толку грижлива, беше 20 и нешто деца, за сите имаше разбирање, време, и таа ми беше како втора мајка. Таа наставничка мене или таа мајка, да кажам, втора, мене ми го надокнади сето она што ми фалеше како родители. Работите во мојот живот идеа брзо и измешано, можам да кажам, затоа и на многу работи ми треба време да се присетам. Меѓутоа, ете што да кажам, додека растев во домот, можам да кажам, имаше и убави и неубави работи. Ја ги памтам, за среќа моја, само убавите работи. Твојата мајка не се откажала целосно од тебе? Да, така ќе дојде, затоа што во тоа време, не знам и сега дали постои тој закон, вика може да потпише дополнолетство, да има после право на тебе, да биеш згришен до 18 години таму, како што беше така, или па доживотно. Тие што се доживотно обично ги даваат на посвојување. И ја претпоставувам дека она потпишала дополнолетство само поради две работи. Првата работа е тоа што не ме дава дом да ме посвојат, дојда луѓе да ме посвојат од секакви профили. И втората работа е тоа што баш после 18-та година, значи 19-та да кажам, ми се појави во мојот живот. Од нигде никаде. Така стојат работите. Претпоставам дека животот на дете без родители е живот на постојан крстопат. Со какви проблеми се соочуваше? Така, имаше различни проблеми. Ете да речеме дека бев во дом, например, ќе отиде во школа, многу деца, да речам, се носеа многу убаво, например, јадеа на одмори хамбургери, тостови, свашта. Јас тоа го немав, например, ми фалеше. Па добро, имав таа среќа, па имав такви другарчиња кои што ете тие ќе ми подпомогнеа, ќе ми дадеа и така натака. Не сум имал таа, да кажам, таа топлина, мајчинска, да кажам. Тоа семејство не сум го имал. Сепак сум имал семејство големо, пошто нели бевме 200 деца во дом, и не сум го осеќал тоа, некако тоа е, да кажам, како еден бубањ голем кој што те зима
и во домот немаш време многу да сватиш и да размислуваш за тоа што ти фали, колку ти фали, зошто ти фали. Едноставно таму си влезен и све ти е, да кажам, горе-доле убаво. Има дружби, има, значи све имаше. Едноставно има јадење, топол оброк, значи не можам да кажам дека во текот на периодот во домот дека бев дека сум се судирал со некакви потешкоти. Сте работеле како таксист. Сте биле да работите надвор од државата во Црна Гора, но бидејќи ви било премногу напорно, после одреден период се враќате во Скопје и на некој начин ви се насмевнува среќата, се имате можност да се запознаете со Александар Димитров, поранешен министер за надворешни работи, кој ви отвора вратата да работите во познатата пицерија тогашна Далметфу. Да, вака беше, тачно. Во право сте. Значи, јас Александар Димитров го познам уште како дете кога бев јас. Значи, јас го гледам тој човек како мој татко. И кога идев ке него дома, тој човек и неговото семејство и синот негов цацо, значи ме гледаа како нивно дете. По излагањето од домот, Александар Димитров ме праша, вика, што планираш ти? Јас реков, не знам, ќе видам. Тој рече, добро, јас ќе те однесам ке Фуфо и ја не знаев ни кој е Фуфо, тогаш не знаев ни за пици, ни за Далметфу, ни 17 години имав или 18. И ме однесе, ме запозна со Фуфо, веднаш, значи, прифати, ги викна мајсторите главни, детева да го научите, ме научија и така почна мојот живот уствари со пицата и со морето. Не ми било никогаш тешко да работам на море, иако стварно кој работел на море знае што е работа. Јас се вратив од море и повторно не се вратив на море заради мојата ангела. Значи, мојата сопруга. Ја сретнав во тоа време и мене ми се измени животот. Така Бог сакал. Вашата тешка животна приказна била мотив и повод вашата сопруга Ангела да го напише текстот за песната Не ме оставај сам. Најдов еден цитат ваш, кај што велите, фрли ме мајко на буниште со късмет. Тоа е мојот живот. Па да, може да се каже, да, затоа што јас во душата и во разумот не осеќам тешкотија од животот. Да, сум имал тежок живот, меѓутоа јас сите тешки работи во животот сум гледал како лесни. Некако не сум ги доживувал како тешки. Ниту сум сакал да ги доживувам како тешки. Ниту сум знаел да ги доживувам како тешки, иако биле тешки. Мислам, навистина од страна мојата приказна може да изгледа тешка, меѓутоа јас, благодарејќи, пак ќе кажам на Бога, јас имам сила за све. И мене ништо не ми фали, ја не се осеќам дека сум растал во дом. Мене многу луѓе знаеле да речат, ти во дом ми растал? Не е вистина, ти мора да се шалиш. Ти кој знае на какви родители си дете. Така да... Иван, од љубовта со Ангела произлезе ова прекрасно момче. Да, Никола. Никола, вашиот син. Да. Ти во една прилика ќе кажеш дека ми се плаче кога ќе треба да му објаснам на мојот син дека неговата мајка не е помеѓу нас повеќе. Тоа така беше, да. Сега не е, затоа што он е голем, паметен и тачно знае што се случило. Дори он знае некогаш, што стварно може изгледа чудно, еве за многу гледачи, да ми каже, тато, немој да плачеш. И го имам послушано на него и повеќе тоа не ми се случило. Али сакам да кажам дека он е свесен и дека знае дека треба да го продолжиме заедно животот, да бидеме силни, дека мама е негде горе, дека таа секогаш ни помага. Еве, мора да се надоврзам за една работа која што мислам дека она ни помогнала.
Одиме у Пекот да му купам јас него кондори. И јас зимам кондори 30 седмица, жената ми вика се толку пари се. Ја одам на каса и велам, еве пари да ти ми кондорите. А? Не рече. До 37 бројот се таа сума. На 37 се таа сума. И нас ни фалат 700 денари. Што да правиме, се гледаме. Сине, хајде и купиме друг ден. Се враќаме ние. Значи на рекордке специјал, каде што има милион луѓе. Тој застанува, јас се вртам, му велам, ајде, тато не рече најдов пари. Ма реков, тој не се твои пари. Тато јас ги најдов, еве ги, и ги држи во рака. И јас се вртам лево десно, некој да не бара нешто. Гледам, никој не бара нешто. Јас ги бројам парите, точно пари колку што ми требаше за кондорите. Се вративме и купив. Не ти се чини дека животот си поиграл со својата судбина, со твојата судбина да си поминал и си израснал во дом за деца без родители, за денеска суровата реалност да треба да твојот син Никола да израсне без својата мајка. Некако Бог ни дава на двајцата енергија да ние продолжиме сами, а при тоа да не ја сетиме толку голема тешкотија да не осетиме. Ние осеќаме, ние сме свесни и двајцата гледаме и он како размислува ако е мал, значи 9 години нели има. Свесни сме за све што се случува и мислам дека така некако полесно одиме напред во животот. Во текот на разговорот го прескокнав може делот дека после работата во Далметфу отвораш собствена пицерија со поддршка на UNDP. Со поддршка на UNDP и со поддршка на уствари добро, таа е заедна, да кажам, заедничка пицерија со мојата сопруга. Да, отвараме пицерија. Таа работеше тогаш во градинка, педагог беше, после стана директорка. Значи, ја отворивме, добро тргна. Мислам, неверојатно, никој не би се осетил такво нешто да направи. Значи, имавме 100 евра на страна, имав машини и имав за 3 месеца роба. Што ќе биде, како ќе биде, не знам. Плюс двајца вработени. Дали ќе ги платам нив, дали кирија ќе платам, дали ќе има за мене, дали утре ќе ја затворам или после 3 месеца, ја не знам што ќе се случи. Меѓутоа, јас верував дека ќе биде све во ред. Само поради една работа. Поради тоа што знаев да направам производ кој што на човекот очите ќе му ги наполни, у исто времено џебот нема да му го испразни, а стомакот ќе му биде задоволен. Како беше чувството кај тебе, кога после дружба со другарчињата, сите ќе се заминат дома, твоите другарчиња ќе пречекаат родителите, а ти си сам? Не сум размислувал многу на тоа. Некако не ме погодувало тоа, затоа што, пак ќе кажам, секогаш имало нешто што вниманието ми го одземало. Да не мислам на лоши работи, да не мислам дека сум осамен. Секогаш имало друштво до мене, другари, па не знам, удобно чекала на сничката, па не знам ова, па домашни, па не знам ова, па баскет, па фудбал, па некако тој период, тој живот беше многу динамичен, за разлика од сега гледам децата на пример одат на компјутер, не му треба никој. А би излези надвор, другарчињата те чекаат. Ке нас немаш излези надвор, молим те. Ние бегавме, па те влечат да се вратиш. Сега не може да го изнесат. Или обратно. Така да не сум го осетил тоа. Не знам, едноставно не знам другачи како да го објаснам. Никола, 9 години имаш, одиш во училиште, колку татко ти твој ти помага во подготовката на домашните работи, како ти е во училиште? Дали си се соочил со прашањето од твоите другарчиња која ти е мајка? Или каде е твојата мајка? Па, со тоа сум се соочил, еднаш мене еден другар ме праша дали ти воопште имаш мајка? И јас му кажав да, ама некам за да го фајдам
Сега не ќе да му кажам дека е почина таму. Да, може и подобро, затоа што детето не може да те разбере. Да. Како ти е во училиште? Мене супер добро, супер. Добивам петки, па имам понекогаш и четвртки, ама еже така. Па некогаш тројки. Не ме оставај сам, мојта љубов за тебе знај. Срцето мој и душа се твој, за секогаш најмила стои. Имајќи во предвид дека твојот татко Иван во еден период и пеел, имат снимено и спот за песната Не ме остави сам. Дали може би имаш музички предиспозиции? Дали би сакал да пееш? Тат, не знам, сакам да се бавам со кошарката повеќе него што сакам да пеам, бидејќи пењето е ки хајно како фобија кам јас. Као условно време пеам понекогаш. Иван, во оној дел кога споменав дека си менувал професии, меѓу другото си настапувал или си бил дел од неколку спотови на музички спотови, си имали реклами, пардон. Меѓутоа, после смртта на твојата сопруга, одлучуваш целосно да се посветиш на семејството, потошно целото внимание да му го дадеш на твојот Никола. Како го менаџираш приватниот со професионалниот живот? Сега во овој период, односно последните неколку години, работиш во Министерството за труд и социјална политика. Колку можеш да одвоиш време и да му се посветиш на Никола? И како функционираат тандемот татко и син? Да. Па, мене најнапред, морам да кажам, ми е најбитно семејството. Значи, со музиката сум можел многу подамна да се бавам. Значи, 2013 година дојда менаџери и требаше да поздравам Благородна Индовска, стоматолог која што ме упозна со тие менаџери, кој што требаше да склучиме договор и да ме прават звезда. Меѓутоа, јас реков не, мене ми треба семејство. И со музиката некако тешко идеше. Мислам, тешко во однос на тоа што не можев да ги склопам коцките. А односот татко-син е прекрасен и наоѓа многу време. Ја наоѓав и пред тоа за семејството. Не наоѓав, него бев вклучен. Не викаат, нели викаат сите 100% бев вклучен, ја 1000%. Така да секојаш сум сакал дом, топлина, на масата да има јаболка, портокалче, не знам што. Тоа што сум гледал, што сум видел кај луѓето дома, едноставно чисто да биде средено, со тивок глас да прават муабет. Едноставно, тоа сум го практикувал. И еве сега, кога станавме заедно, ми се чини дека дупло, сето тоа што сум правил, дупло се ја правам. Добро. Како го воспитуваш, како го насочуваш твојот Никола? Биди добар со луѓето. Господ све ќе ти даде. Честноста отвара све. Нечестноста ќе отвори до тука, ама ќе затвори за цел живот. Овој разговор и вашето гостување ќе го заокружам со прашање до Никола. Никола, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Која е твојата желба? Мојата желба е да бидам ке пораснем кошаркар, со тоа, откако мал сум го сакал тоа, да бидам кошаркар и стварно да сакам да давам кошеви, да идам на таблици, да победувам, да на тренинг да идам и... Благодарам што гостувавте во Трилинг. Благодарам, јас на вас што ме поканивте. Поздрав до гледачите, поздрав до сите што не гледаат, што ги знам и што не ги знам. И нешто за крај, ако сакате може да запееме. Целиот град за тебе зборува колку си ти згодна и убава, секоја ноќ другари за тебе сонат.
Кажи ми ти, каде излегуваш под око ти, кого погледнуваш чекори твој, каде тивкот звонат. И руски рулет би играл за тебе, живот би дал само да посакаш ти. Следвате уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути, а во меѓувреме читајте не на triling.mk. До идниот петок, довидување од мене.